Овие настани со нападот и обидот за убиство и нанесувањето на тешки телесни повреди на претениците од Македонското собрание можеа да предизвикат нова војна во Република Македонија. Војна помеѓу македонците со македонци, но и војна помеѓу македонците и албанците. Затоа беа исклучително опасен чин и представуваат тешки кривични дела, за кои што е предвиден овој став 3 со затвор од најмалку 3 години. Понатаму, покрај ова кривично дело, Чавков изврши уште едно кривично дело, неизвршување на наредба, како што можевме да слушнеме од изјавата на министерот за внатрешни работи Нухиу. Директорот на БЈБ не се јавувал на министерот за внатрешни работи, нешто што е недозволиво, бидејќи тој е должен во секој момент да биде достапен на министерот за внатрешни работи. На овој начин тој ја одбил наредбата која што министерот за внатрешни работи требало да му ја даде, а тоа е да го заштитат Македонското собрание, да ги заштитат пратениците и истите да ги извлечат од собранието, каде што беа силно загрозени нивните животи. Сите лица во оперативниот штаб на еден начин се соучесници во обидот за убиство и нанесување тешки телесни повреди на пратениците од Македонското собрание. Се работи за исклучително тешки кривични дела и за исклучително опасна ситуација која што за малку можеше да ја турне Македонија во нова војна. Постои еден момент кога тврдам дека припадниците на ЕБР се високо професионални. Тие се, но тие ги извршуваат наредбите на нивните старешини, така што ако ЕБР добиеше наредба, тие без проблем ќе го одбранеа Македонското собрание. Проблемот е во тоа што тие таква наредба не добија или некој намерно ги држеше доволно далеку за да задоцнат. ЕБР интервенираше и успеа да го поврати собранието, но со големо задоцнување. Влегувањето беше се, само не спонтано. Проблемот внатре и физичкиот напад го направија 20 до 30 луѓе, кои што се дел од Скопското криминално подземје и од Македонското подземје, а има шпекулации и дека неколку од нив се припадници на полицијата. Во оваа прилика ги повикувам сите овие старешини кои што досега ги наборјав. Не си игрите ке заглавете во затвор. Ситуацијата е превише сериозна. Дали се боревме за ваква Македонија во 2001 година? Дали е ваша должност да го штитите собранието или да спроведувате нечии политики? Вие сте должни да го бранете собранието и македонските пратеници. Уште од сега на оперативниот штаб му најавувам дека за 10 дена или можеби за 12 дена, денот кога во Македонското собрание ќе се бира македонската влада, повторно ќе има обид за насилен упад во собранието. Ве повикувам, исперете си ја совеста, повратете си извлканата чест, заштитете го собранието. Тоа е ваша должност. Незаштитувањето на собранието може да однесе Македонија во нова војна и на тој начин да изгубиме нашата татковина за која што се боревме во 2001 година. Она што вие го направивте не оди во прилог нити на македонците, нити на било кој македонски граѓани. Дека или овие со фантомките биле полицајци кои што влегле во собранието, или полицајците кои што се гушкале со нив биле претходно криминалци, дел од подземјето кои што во меѓувреме влегле во МВР, бидејќи за жал слободно можам да кажам дека денес во МВР работи една бројка на полицајци кои што пред 10 години не би смееле да помислат да влезат во МВР или во полициска станица, освен доколку не биле уапсени. За жал тие денес се вработени во државната безбедност, а некои од нив работат и во специјалните единици и во сите други полициски служби. За среќа, мислам дека нивниот број е многу мал. Собранието има посебна служба за обезбедување со која што си раководи раководител од редовите на МВР. Го познавам лично, исто така поранешен припадник на Тигрите, врвен професионалец. Ово обезбедување е должно да внимава кој што внесува во собранието и оружје се знае кој смее да внесува. Обезбедувањето на поранешниот министер Оливер е вработено во МВР, тоа се активни полицајци и тие имат право со оружје да влезат во Министерството за внатрешни, во собранието се извинувам. Воедно, постапката на полицајецот кој што го извадил пиштолот е оправдана и законска затоа што тој штител лице, па и го штител и сопствениот живот од напад на бесна толпа. Значи, внатре имаше
Десетица луѓе од кои што некои носеа качулки на главите, кои што фрлаа со предмети кон пратениците, и овие луѓе како полицајци се должни да одбранат било кого, а не само пратениците чии што непосредно обезбедување се. И јас му честитам на херојството на полицајецот кој што го извади пиштолот и кој што на тој начин ги заштити пратениците. И нормално дека ако некој пробаше него да го удира, дека тој имал право и да пука. Ако некој го нападнал со предмет со кој што може да губие, како што можевме да видиме разни метални предмети и шипки, знаете дека многу лесно ако некому му нанесе удар со шипка во глава може да губие. Тој имал право да пука во лицата кои што со шипки мавале кон него или кон лицето кое што тој го штител. Во било кој период од денот СДСМ да започнеше со избор на председател, за 10 минути пред собранието ќе имаше стотица граѓани кои што ќе влезеа внатре. Бидејќи ако беше надвор од тајмингот на протест, полициското присуство е уште помало и 100 луѓе ќе влезеа внатре. Нормално ќе ги пуштеа. Јас не ги обвинувам обичните полицајци кои што не извршија наредба која што не ја добија. Зборувам исклучиво за највисоките полициски старешини кои што го чинат тој оперативен штаб. Значи, времето во кое што избран председателот на собранието немаше да смене ништо. Дали ќе беше, јас верувам дека лидерот на СДСМ чекаше да заврши оној дел од седницата за да бидат помали тензиите внатре помеѓу пратениците. Но исто така сметам дека ВМРО ДПМН повторно изгуби контрола, бидејќи не сакам да верувам дека нивната намера била да нанесат тешки повреди на пратениците, бидејќи смртта на некој пратеник, особено знаете на кого мислам, можеше да предизвика нова војна